Секогаш, кога и да почнам да читам некој дел од Зошто јас, тешко ми е да кажам било што, затоа што мислам дека Мартин во оваа книга ги доловил сите можни аспекти, сите приказни, сите начини, сите проблеми, па и решенија во борбата со паничните напади и анксиозноста. И веќе сум 100% сигурна дека секој од вас ќе се пронајде себе и во најмала рака ќе му се олесни патот во борбата против оваа состојба. Стигнавме до 11-тиот дел, односно 11-тото поглавје од првиот дел од оваа книга. Поминаа неколку месеци од моето неславно бегство од Охрид. Неколку месеци во кои ја плаќав казната за тоа што по кој знае кој пат не бев послушен. Бев обвинет и веднаш осуден поради дрскиот обид за бегство од страна на најнепосакуваниот можен судија, мојата најверна партнерка. Ниту добив право на збор, ниту пак право да изнесам каков било аргумент во своја корист. Лошотијата без престан се одмаздуваше поради мојата дрскост и непослушност. Барем тогаш ми изгледаше така. Одев по неколку часови на работа, бегав дома и се криев надевајќи се на каква таква милост. Речиси престанав да излегувам од дома, знаев да излезам понекогаш на некое кафе, секако со внимателно избрани луѓе и на посебни места. Луѓето секогаш беа тие најблиските, тие најсигурните. Не бев способен да ширам познанства и да комуницирам со луѓе што не ги познавам. Ретки беа тие моменти кога бев расположен или отпуштен. Понекогаш добивав по некој час одмор во кој можев барем малку да здивнам. Тоа време го користев за да соберам сила, за тоа што сигурно следуваше, нови налети на грди мисли и обседнатост со реални и од нереални сценарија, што ми го одземаа мирот и таа безгрижност што повремено успевав да ја постигнам. И се е така во круг. Екстремно мал круг во кој Божем живеев и функционирав, круг што се чинеше дека станува се потесен. Местата пак, тие секогаш беа блиску до дома или до поликлиника, до итна медицинска помош, или какво било место каде што можев да најдам некој бел мантил. Можев да седнам со некого и да се обидам да се отпуштам, само доколку сите реални и нереални сценарија беа покриени. За секоја можна ситуација, задолжително морав да имам издржан план, кој ќе гарантира брзо бегство и сигурен спас. Вечерните излегувања беа најретки. Самата помисла на нив ме вадеше од кожа. Секогаш можев да ги комбинирам со бескрајна листа на стравови и на мисли што беа претешки за контрола или какво било потиснување. Излегував ретко, и тоа на родендени и на прослави на блиски луѓе, луѓе што не можев со ништо да ги прелажам или убедам дека не можам да му се приклучам на друштвото. А и кога излегував, седев не повеќе од 1 до 2 часа, период во кој водев борба за која никој не беше ни свесен, а и не можеше да разбере колку и да сака. Многу е тешко да објасниш анксиозност и напади на паника некому. Не сум сигурен и дека е воопшто возможно. Затоа и одамна престанав да се обидувам, престанав да се трудам да бидам првиот што успеал во тоа. Тие месеци по враќањето од Охрид ми поминуваа во криење и во бегање. Тој период во мојата борба се вклучија еден куп роднини и пријатели. Сакаа да ми помогнат, колку што можат, сакаа да ми ја вратат вербата во себе си и да ме вратат на вистинскиот пат. Различни луѓе ме земаа со себе и ме носеа на секаде нездржавава и во соседството.
Почнав редовно да одам кај еден човек со биоенергија, по сугестија на еден близок пријател на татко ми. Живееше блиску до мене и кај него одев еднаш до два пати неделно, секогаш со претходна најава на телефон. Еден многу пријатен човек кој ме примаше во својот дом секој пат кога имав потреба од дополнителна количина биоенергија. Така барем велеше тој. Ме гледаше во очи и замолчуваше во тие моменти додека траеше преносот на енергија. Од мене бараше само да се концентрирам и да се обидам колку толку да се отпуштам за тој да може да го направи своето. Неколку месеци редовно одев кај него, во таа куќа за која бев уверен дека е поинаква од сите други во кои сум влегол до тогаш. Истиот тој човек, при една посета, ми укажа на тоа дека е прилично сигурен дека сум под дејство на лоша црна магија. Ми рече дека некој многу сака да ми наштети и дека ми направиле нешто што тешко се симнува, нешто за што ќе треба многу време и упорност за да се отстрани. Од тој ден, од тој момент, се што размислував, се што правев и се на што ја трошев енергијата беше токму тоа. Како всушност се прават црни магии и најважното, како да ја тргнам таа магија од себе. Бев кај еден куп луѓе кои како специјалност си го препишуваа токму тоа. Истерување магии и демонски сили. Пријателите и роднините редовно ме земаа од дома и ме носеа кај такви луѓе. Еден куп гатачи и бајачи, еден куп градови, еден куп села. Одев секаде, чекав со часови само за да влезам кај тие луѓе. Десетици и десетици луѓе дремеа со мене во тие импровизирани чекалници, секој со своја приказна. Која од која потажна. Едве чекаа да ги погледнам, веднаш почнуваа да зборуваат. Претежно жени во години, измачени мајки и сопруги, стоја и по неколку часови само за да влезат и да добијат каква било помош и насока. Каков било одговор. Беа желни за разговор, им требаше некој да ги сослуша. Всушност, сите го баравме истото. Баравме малку надеж, баравме некој да ни каже дека ќе помине, дека се ќе се врати по старо. Добар дел од нас знаеа дека тропаме на погрешна врата, меѓутоа и покрај тоа продолжувавме во потрага по тој наш спас. И тоа без престан. Месеци и месеци. Одев и во едно чудо цркви. Преубави храмови што ни се оставени во наследство, места во кои, за жал, доаѓаат се помалку верници. Повеќето беа оставени празни. На цела мака не можев да останам рамнодушен на таа нивна чистота и убавина, таа магија со која пленеа. Ги запознав одблиску повеќето цркви и манастири за кои имав слушнато дека прават чуда. Чудо. Тоа и ми требаше. Тоа беше тоа што ми остана да го барам. Побарав спас и во чудата што ги нудат и други религии. Еден наш фамилиарен пријател, инаку албанец по националност, големиот Чичко Сејдо, ме однесе дури во Косово. Ме седна до него во автомобил и упатувајќи ми топла утешителна насмевка, ме одвезе во потрага по каква било помош. Не знаев ни каде одам, не ми беше ништо битно. Му верував како на татко. Заедно отидовме кај еден оџа во кој имаше многу доверба, оџа што беше прочуен токму во тој дел симнување црни магии. Можете да ја замислите за чуденоста на неговиот лик кога виде дека сум христијанин и дека свесно сум дојден кај него. Син ми е, многу му е лошо, те молам помогни му. На сите ни беше јасно дека
сигурно не сум му син, меѓутоа оџата се поднасмеа и веднаш ја свати пораката. Така бев представен како син на тој голем човек што ме однесе во друга држава, барајќи одговор на нешто со кое првпат се соочува. Нешто што, колку и да се обидува, не може да го разбере докрај. Оџата ме седна спроти него, отвори една книга и почна да чита на јазик што не го разбирам. Се потруди искрено, ја повтори постапката неколку пати и инсистираше на тоа да му ја раскажам мојата приказна. На крајот се покажа фер и ми рече дека не сум за кај него. Не се ни обида да ја искористи можноста што му се нудеше за да заработи на мојата мака преку следни средби и посети. Одев и кај безброј психијатри и психолози, искусни и неискусни, учени и приучени, заинтересирани и незаинтересирани. Само за нив и за моите посети во нивните ординации би можел да напишам уште една книга, меѓутоа ништо од тоа и не е толку важно. Тоа што е важно, тоа за што сум особено благодарен, е што на крајот ја најдов вистинската личност што може да служи како пример во делот како треба да изгледа и да се однесува еден психолог. Мојата Ивана е еден идеален спој од разумност, скромност, интелект, искуство и наубавина. Представник на една група луѓе што се екстремно ретки, загрозен вид, една од тие што особено не достигаат за светот да биде многу поубаво место за живење. За моја среќа, некако завршив кај неа, некој ми ја препорача, не се сеќавам точно. Ме доби уште кога се слушнавме по телефон. Тоа што очекував дека ќе биде класично закажување термин, се претвори во една мини сеанса и тоа на нејзино инсистирање. Го изведе тоа толку искусно и сигурно. Уште во почеток влијаеше позитивно на мене, а се понатаму беше мој личен раст и напредок. Ке го чита ова Ивана и ке се насмее, како сега да ја гледам пред себе, задоволна и горда. И тоа особено ме радува, тоа во моментов предизвикува една насмевка и кај мене, една од душа од тие што посебно ги сакам. Ви благодарам на сите до еден, споменати и неспоменати, на вас големи луѓе. Вечно ќе го паметам и раскажувам сето тоа што го правевте за мене. И не само тоа. Истото ќе го пренесам и на моите деца. На тој начин, најдобро ќе им објаснам што значи добрина и човечност, што значи хуманост, како изгледа вистинско другарство и какви чуда може да направи тоа. Повторно застанав. Стигнав до тука и пак водам борба самиот со себе. Борба да се вратам на старите патеки, да седнам и повторно да го земам пенкалото врака. Ми требаа неколку часови само за да се натерам да седнам и да извадам 2-3 реченици од себе. Цел месец е вака, стојам во место, а притисокот што го чувствувам со секој изминат ден е се поголем. А не требаше да биде вака. Застранив од патот, требаше да биде поинаку. Морам да си признаам колку и да го одбегнувам тоа. Го изгубив мирот што вредно и стрпливо го градев. Овој пат, не сакајќи, направив голема грешка. Им раскажав на многумина за ова што го правам, за мојата приказна што решив да ја споделам, за оваа книга што решив да ја напишам. Предпоставувам ми годеа охрабрувањето и убавите зборови што континуирано ги добивав на почетокот. Ми служеа како поттик и ми ја креваа самодовербата, која не смев да дозволам да опадне во ниту еден момент. Премногу луѓе го прочитаа досега напишаното и ми ги кажаа своите импресии кои ми требаа во тие моменти. И така,
Се расшири приказната за мене и за сето ова што се обидувам да го направам. Мојата желба да зборувам за табу теми, за важноста на менталната хигиена и здравје. Почна на големо да се зборува за човекот што решил да зборува отворено за нешто што најчесто се премолчува, нешто што најчесто се става под тепих. На почетокот беше фино и ефектот беше позитивен. Меѓутоа, се почесто почнаа да ми се обраќаат луѓе, познати и непознати. Заедничко за сите нив е тоа што искрено молат за помош. Луѓе на кои очено им треба совет. Луѓе што бараат некој да ги сослуша и да им го каже магичниот лек за анксиозноста, депресијата и паничните напади со кои се соочуваат. Сакаат да ги смират стравовите што ги обземаат, реални и нереални, сакаат да воспостават контрола над своите мисли. Секојдневно ми се приближуваат и ми се обраќаат еден куп нови ликови што молчеле со години наназад, измачени души што ми ги пренесуваат своите жални приказни од почеток до крај. И сега кај мене притисокот расте, ми предизвикува стрес, ми прави немир во душава. Сите наоколу се интересираат, ме прашуваат до каде сум и уште колку имам до крајот. Ми велат дека е во ред, да не брзам, меѓутоа во очите ми ја гледам збунетоста и прашањето кои им е глупаво да ми го постават. Дали воопшто ќе ја завршам книгава? Тоа е тоа што вистински ги интересира и тоа е тоа што периодов ужасно ми пречи за да продолжам каде што застанав. Притисокот што сам си го ставив на себе кулминираше и сега се вратив на почетоците, кога се убедував дека парче душа на хартија може да помогне некому, дека може да промени нечи живот. Контактираат со мене тажни, уморни, несреќни, тие што најчесто никој не ги забележува, тие што нема кој да ги сослуша. И еден огромен дел луѓе кај кои депресијата одамна затропала наврата и никогаш не си отишла. Постојано, секој ден, со тоа станувам и со тоа заспивам. Армии од нови борци, чие што секојдневие е исполнето со секакви стравови, анксиозност и напади на паника. Стотици и стотици кои излегуваат пред мене со име и со презиме, невини до коска, а и покрај тоа најсурово казнети. Мажи и жени, стари и млади, забележливо несреќни и лажно среќни, млади мајки и татковци, тинејџери, млади, премлади. Сите бараат да им го дадам клучот, сите сакаат да се спасат. Никој не сака да се стрпи, ме молат за решение, ме молат за спас. Многу ве има, премногу. Не можам на сите да ви одговорам, не можам на сите да ви вратам на пораќите. Жал ми е многу, ама едноставно не можам да постигнам. Сочувствувам со секоја ваша болка, со секоја приказна и солза. И ме чепка каде што не треба. Се соживувам, впивам како сунгер. И потоа сум слаб и не можам да се кренам. Џабе се залажувам. Многу ве има. Не верував дека сте толку многу. Не сум од тие што може да ви се насмевнат и да си продолжат како ништо да не се случило. Не ме создал Господ таков. Сочувствувам со сите вас. Ме потресуваат приказните, ме болат вашите солзи, ги доживувам по 100 пати дневно вашите страшни напади на анксиозност и на паника. Најлошо е што ме предупредија за ова, ама не ги послушав. Мислев дека можам да го носам и вашиот товар на плеќи. Ја истрошив силата што ми е потребна да ја изодам патеката докрај, да ја завршам својата борба, да ја напишам книгава. И сега морам да се отргнам, морам да се скријам еден период, да се повлечам настрана. Единствен начин да ви помогнам, единствен начин да допрам до вас и вистински да променам нешто е да ме снема,
во секоја смисла. Подготвен сум да се соочам со негодување и со осуди, но и со молење и со жални погледи. Од денеска ќе ја почнам последната етапа, ќе ги наполнам батериите до крај и ќе го остварам целосно тоа што првично го замислив. Само ми треба малку простор за себе, кој овој пат несебично ќе си го подарам. Буквално, се што е потребно за да го добијам ова финале на мојата долгогодишна борба. Ќе ви ја дадам оваа книга, секој ќе може да ја земе пред себе, секој ќе добија шанса за вистински нов почеток. Ќе направам чудо, ќе ви го дадам клучот и за секогаш ќе расчистите со стравовите што ги носите со себе. Уште милион пати да паднам пишувајќи го ова, секој пат ќе се кревам. Душава знае дека на крајот ќе вреди. Се поблиску сум, ќе успеам. Сакам да ви раскажам за најлошиот ден во мојот живот. Сакам да ви раскажам за најголемата рана што некогаш сум ја носел на себе, рана што ужасно ме јаде и боли, рана поинаква од другите, рана што не крвави. Ке се обидам да бидам краток, многу е важно уште ова да ви го пренесам. 14 јули 2017 година. Одвратно топол ден, еден од тие во кои Скопје е место во кое не сакате баш да живеете. Повеќето мои блиски беа отидени по одмори и по викенди во места надвор од градскиот метеж. За мене, бегството од скопскиот пекол не беше опција, не бе во состојба ниту да помислам на такво нешто. Јас бев дома, ми беше страв да излезам надвор и да се замешам меѓу други луѓе. Ништо ново, стандардно. Лежав полумртов на креветот во мојата соба. Ја делев постелата со мојата најверна партнерка, се имаше залепено за мене веќе неколку недели, не сакаше да ме остави намир, ниту во тие 4 ѕида. Истите, што долго време ми служеа како за солништа. Повремено ги слушав гласовите на мајка ми и на сестра ми што доаѓаа од дневната. Некој најнормален нивни разговор во кој не сакав воопшто да се вклучам, баш затоа и не ни помислував да ја отворам вратата и да видам што се случува наоколу. Мартин, дојди да јадеш, завршивме ние, да не раскревам за џабе. Мајка ми не знаеше дека немав јадено неколку денови. Со месеци внесував храна насила затоа што морав. Веќе одамна не го чувствував вкусот на храната. Имав заборавено како изгледа чувството да почувствувам вистински глад. Решив да отидам и да седнам. Ми требаше храна. Имав испиено еден куп апчиња од утрото, онаа редовна терапија што ја земав и плюс уште нешто. Сега ќе дојдам, почекај. Пријатно се изненадија со сестра ми кога ме видеа како се приближувам кон масата. Глумеа дека се внесени во некој свој разговор, додека со едно око посматраа се што правам. Ставив еден залак во устата и се обидов да ја игнорирам таа моја грудка во грлото што ја чувствував со денови. Веќе одамна бев навикнат на неа, меѓутоа по прв пат не сакаше да се тргне сама од себе. Денови и денови наназад ме измачуваше. Што е работата, не ти се допаѓа? Мајка ми реагираше на моето бескрајно џвакање на тоа мало залче што насила го стави во устата. Не е тоа. Епа? Зјапав во една точка додека една солза се стркала по моето лице. Тешка солза, една од најтешките што истекле од мене. Вистината беше дека не можев да го проголтам тој залак, едноставно не можев. Плукнав и избегав оттаму, се вратив во мојата соба и се заклучив. Легнав
И мислам дека по прв пат по толку години војна помислив, а и на глас си реков дека толку е. Се изморив, веќе не сакам да се мачам. 14 јули 2017 година. Најтешкиот ден во мојот живот. Барем да завршеше тука. Барем да беше само ова што ви го раскажав сега. Најчесто кога ќе тргне на лошо не запира додека не ве одведе до самиот рап. До тој момент кога ќе биде ставена на испит вашата сила, и наетот, и желбата за гол живот и за преживување, без разлика на сите ужаси со кои ќе се среќавате патем. Лежав и се сожалував, без паничење и тревожење, без каков било излив на емоции. Тоа е тоа, не издржа. Тоа е тоа, не се издржува. Боли многу, не сакам повеќе. Си велев. Ми задзвони телефонот. Погледна во екранот, беше тогашната девојка. Да, имав девојка, на многумина од вас ќе им биде можеби и чудно. Имав девојка. Речи си 6 месеци бевме заедно до тој ден за кој сега ви зборувам. Студентка на психологија, на моја радост, нешто што дополнително ме приврза за неа. Тоа го дознав на нашиот прв состанок, на кој патем речено заврши во брза помош поради еден одвратен и силен паничен напад. Не можев да скријам и се обратив и кажав за мојата состојба, и кажав дека не сум како другите и дека е најдобро да се тргне од мене. Не изреагира со некое чудење на тој муабет, напротив, како веќе да знаеше. Трезвено и утешувачки ме однесе во брза помош и ме предаде на белите мантили. Тие си го направија своето, ми ја подарија својата магија и ме оставија да полежам. Внатре бев околу 20 минути. Уште пред да излезам, предпоставував дека нема да најдам никој во чекалницата. Дека девојката за која не бев сигурен што гледа во мене, дефинитивно си отишла. Оправдано. Можеше да си помисли милион работи. Бев свесен дека никој не го замислува на тој начин првиот состанок со потенцијалниот иден партнер. Млада беше, премлада, животот беше пред неа, оној најубавиот дел. Очекував дека тоа што се случи ќе ја исплаши и ќе ја однесе далеку од мене и од мојот измачен и преплашен лик. Немав право. На излегување ја видов во чекалницата, стуткана на едно од столчињата. Седеше и цупкаше со ногата, ме дочека со својата лековита насмевка, која вредеше колку злато. Од тој момент, па се додека бевме заедно, никогаш не и пречеше мојата најверна партнерка. Никогаш не и беше љубоморна и не влегуваше во дуел со неа. Напротив, толку вешто знаеше да ја манипулира, ја победуваше секогаш со својата ведрина и со својот весел дух, со својата насмевка и вечен оптимизам, кој точно знаеше како да ми ги префрли и мене. Таа девојка беше до мене во најтешките мигови од мојот живот и тоа вечно ќе го раскажувам и ќе го носам во себе. Ќе го читаш ова и не знам како ќе реагираш во прв момент, ако предизвикам некоја солза, нека биде само една, и тоа од радост. Имаш зошто да се радуваш, ми подаде рака, кога многу малку останаа покрај мене. Ме креваше и правеше да се чувствувам голем и силен. Го направи најтешкото, направи чудо. Девојче моје, со цело срце ти благодарам. Ке се вратам на тој ден за кој почнав да ви кажувам, морам уште тоа да го извадам од себе. Добро е што го добив тој повик, без него немаше да бидам таму каде што сум денес. Сето тоа што го предизвика тој кус разговор по телефон, истиот тој ден, по некое време го претвори во една голема животна лекција, една од оние на кои никој друг не може да ве научи.
Лекција што се учи еднаш и доколку се научи правилно, нема потреба од повторување. Застанав кај телефонскиот повик. Од другата страна на телефонот беше мојата девојка, која расплакана ми раскажа дека имала многу лоша расправија со мајка ѝ. Веќе неколку денови наназад се карале, меѓутоа дента состојбата ескалирала. Си кажале многу лоши работи една на друга и престанале да разговараат меѓу себе. Беше многу повредена и разочарана, тоа не можев да не го забележам. Се обидов да ја смирам, меѓутоа не ми успеваше. Низ плач ми кажа само дека е во автомобил и дека оди на водно, сакала да поседи малку сама за да се смири и да размисли за некои работи. Знаев дека и претходно има одено таму. Водно, со тој уникатен поглед на Скопје, е местото каде секогаш си го наоѓа мирот. Ми рече дека сака да биде сама и дека ќе ме побара кога ќе си оди оттаму. Го прифатив тоа и реков дека се ќе се среди, да си даде време и да не прави ништо непромислено. Плачејки, со тој ретко тажен глас, ми рече дека ќе внимава и дека не сака да се грижам за неа. Ја спуштив слушалката и се вратив на тоа што го правев претходно. Очаен и ситен, легнав повторно во прегратките на мојата најверна партнерка, која едва ме дочека да завршам со разговорот. Беше настрплива да ме гушне повторно, како да сме биле разделени кој знае колку време. Истата е како и кога првпат се појави во мојот живот, секогаш упорна и ненаситна, како крлаш што ќе се зарие во кожа, едноставно се залепува и одбива да си оди. Беше залепена одамна, со години, а цицаше нешто многу побитно од крв, нешто што одамна беше при крај. А што ако и се случи нешто? Што ако реши да си наштети на себе? Мислите што ме јадеа однатре веќе не беа поврзани со мене и со мојата состојба. Упорно го анализирав разговорот од претходно и станував се порастревожен поради сите одвратни сценарија што ми текнуваа во тие моменти. Кој од кој е поцрно? Сама и плаче, толку жално плаче, слаба е, што ако си направи нешто. Милион што ако ми се сврте низ глава во тие неколку минути. И немаше шанса да се разубедам колку и да се обидував. Го зедов телефонот и практично стискав по екранот. Се обидував да ја добијам и да ја го слушнам гласот. Без успех. Не се јави. Бев упорен, џабе. Резултатот беше ист. Што да правам сега, зошто не се јавува, кој знае што и се случува. Цупка во место неколку секунди, толку ми требаше да решам да одам по неа. Излетав од собата, трчајки и се упатив кон автомобилот. Мајка ми ме вида, меѓутоа не стигна ниту да изговори нешто, со својот зачуден израз го проследи чкрипењето на гумите и моето заминување. Најверојатно претпостави дека одам на лекар, не е прв пат да биде сведок на таква сцена, каде што преплашен за својот живот, излетувам од соба во потрага по најблиската болница или каква и да е медицинска установа. Од дома до водно имав околу 15 километри, ми требаа минимум 20 минути за да стигнам дотаму, беа многу повеќе ако се земе предвид дека беше викенд и улиците беа преполни. Со едната рака го држав воланот, во другата ми беше телефонот. Тоа бескрајно неуспешно звонење уште повеќе ми го засилуваше стравот дека што туку не се случило нешто ужасно. Овој пат не бев јас во главната улога. Сега имаше некој побитен. Овој пат јас требаше да помогнам и тоа на некој кому му должам многу. Некој што во моите мисли го гледав толку реалистично како си наштетува себе си, а јас бев единствениот на светот што може да го спречи тоа. А времето беше толку кратко за да променам нешто. Бев толку блиску, а толку далеку.
Со секоја измината секунда во мене се повеќе растеа стравот и бесот. Отидоа до таа мера што ме претворија во робот без никакви емоции, робот што беше подготвен да изгази секого и да помине преку се само за да стигне до целта. Ме обземаше бес додека се обидував да ги поминам метежот и возилата што тој ден возеа особено бавно. Вклучив 4 трепкачи и ги престигнував сите пред мене. Викав и пцуев, се тресав од лутина, се однесував агресивно кон сите што со право реагираа на моето крајно небезбедно и бесно возење. Не ме погодуваше ништо од тоа. Во главата имав предвидена дестинација каде што морав да стигнам што побрзо. Ништо во светот не беше побитно од тоа. На 2-3 пати едва избегнав сообраќајка, поголемиот дел од времето возев во спротивната лента. Некаде на половина пат, конечно, дојдов до почист дел, односно широк булевар, на кој левата лента ми беше слободна. Го притиснав педалот за газ и воопшто не фрлив поглед на кај брзинометарот, целото внимание ми беше насочено во телефонот. Агресивно свиреп, опоменувајќи ги сите пред мене. На тој начин го бркав секој тој што имаше намера да се префрли во мојата лента. Надпреварувајќи се со времето, пред мене забележав полициско возило кое стоеше на патот. Иако реално има време, колку толку да ја намалам брзината, сепак продолжив да возам исто, не водејќи сметка за последиците. Апсолутно ми беше сеедно за полицајците и за фактот што еден од нив излезе до половина булевар мафтајки со рацете. Ми сигнализираше да застанам, очигледно мене ме запираше, а јас докрај притиснав на педалот за газ. Колку и да го почитувам законот, колку и да им ја почитувам униформата и професијата, нема време за губење. Се претворив во нешто поинакво, правев работи несвојствени за мене. Се претворив во силеџија што се однесуваше како што туку да е одврзан од синџир. Морав да пристигнам на водно што побргу, да ја спречам девојка ми да си наштети. Ми вриеше крвта, бев преполн со адреналин и немав намера да престанам, бидејќи уште кога тргнав, потпишав пакт со себе си дека нема сила што ќе ме сопре да ја остварам својата намера. Иако немав идеја каде точно се наоѓа и дали воопшто е наводно, јас едноставно морав што побргу да бидам на таа планина. И тоа е анксиозност, меѓу другото. Те обзема целосно, прави друг човек од тебе. Доколку пак е во комбинација со магиите на белите мантили, и тоа оние ударните дози, прави да не можеш да се препознаеш себе си. Често, кога се присетувам на минатото и на таквите ситуации, не можам да се препознавам во најголемиот дел од нив. Не знам кој беше тој Мартин, ама знам дека беше тука. Тој секогаш беше истиот. За него немаше срам или жал, немаше емоција. Секогаш кога настапуваше на сцена, превладуваше инает, лутина, насилство и тврдоглавост. Често ми беше потребен тој дел од мене во многу моменти и ми помогна да се изградам во тоа што сум денес. Меѓутоа веќе не ми треба тој нерационален излив на отров од себе. Не го сакам. Му го паметам лицето на полицаецот кој поради своја безбедност се повлече настрана откако виде дека немам намера да застанам. Со трчања се врати на тротоарот и го викна колегата да му помогне. Случајно, во моментот кога ги одминував, по прв пат погледнав во брзинометарот. Возев 120 км на час. 120 км во градска средина, каде што брзината е ограничена на 50 км на час. Разулавено возење, кое за малку можеше да заврши катастрофално и фатално за мене и за сите други наоколу. Погледна во ретровизорот и во далечината ги забележав полицајците кои на брзина влегоа во возилото и со вклучени ротацијски светилки тргнаа во потера. Пред мене
имаше остар свиок влево, во кој влегов пребрзо, заринка во песокот покрај патот, правејќи облак од прав зад себе. Ништо од тоа не направи ниту да помислам да застанам. Напротив, само го исправив автомобилот и продолжив со исто темпо. Притиснав повторно на педалот за газ и возев во спротивната лента, пристигнувајќи ги сите што свира и со право ме опоменуваа. Повторно погледнав во ретровизорот и тогаш ги видов полицајците за последен пат. Немаа шанса да ме пристигнат, немаа кога да развијат брзина, дополнително ги забавија неколкуте автомобили, кои не сакајќи им го блокираа патот. За 4-5 минути стигнав, почнав да се искачувам по планината и да ги поминувам првите свиоци. Повеќето од нив ги поминав возејќи пребрзо, најголемиот дел неконтролирано и во спротивна лента. Како што ги изминував првите паркинзи одстрана, не застанувајќи фрлав по некој поглед, барајќи го автомобилот на мојата девојка. Го поминав по нискиот дел, го поминав и средно водно, се качив и до самиот врв. Никаде немаше ни трага од неа. Го свртав автомобилот и решив да се обидам уште еднаш. Возејќи надолу, почувствував како нозете ми се тресат, наеднаш и без предупредување, и тоа до таа мера што не можев да ги контролирам педалите. Успеав да стигнам до еден мал земјен паркинг, некако го исконтролирав автомобилот да не одлетам во бездната покрај патот. Никако не можев да вдишам, го отворив прозорецот за да влезе свеж воздух и се оптегнав на седиштето. Каде ли е? Што ли се случило? Бев толку безпомошен, очајно сакав да свртам уште еден круг и да се обидам да ја најдам. Меѓутоа, немав ни приближно сила за такво нешто. Зар задоцнив? Одвратните слики и мисли што не престануваа да надоаѓаат дополнително ја влошуваа ситуацијата. Бев убеден во некоја своја вистина, бев убеден во најлошото. Само што го зедов телефонот в рака, за повторно да се обидам да ја добијам, таа задзвони. Нејзиното име се појави на екранот. Мартин, видов дека си ме барал, сега го видов телефонот. Добра ли си? Кажи ми само дека си добра. Добро сум, се смирив малку, не грижи се. Гласот ти трепереше, плачеше и воопшто не изгледаше дека е во ред, меѓутоа барем беше здрава и жива. Тоа беше се што ми беше важно во тој момент. А ти? Добар ли си ти? Каде си? Јас дојдов по тебе на водно, помислив дека нешто лошо ќе си направиш. Јас си отидов од таму, Мартин, кај баба ми сум. Неверојатно добро звучеше таа реченица. Замолчав и длабоко воздивнав. Почувствував како ми паѓа камен од градите. Секое црно сценарио што претходно го замислував падна во вода. Добре, насигурно е. Нема да и се случи ништо лошо. Нели зборувавме, Мартин, зошто си дошол по мене? Не знам, се исплашив. Оди си дома, те молам, не сакам и тебе да те мислам. Важи, за кратко ќе тргнам. Така го завршивме разговорот, така и заврши неизвестноста што ме спобудали и дури успеа да ме извади од дома. Конечно, можев да тргнам назад и да се вратам во мојот омилен затвор, во кој главен чувар беше мојата партнерка. Дури тогаш, по прв пат помислив на тоа колку е само лута и бесна. Очекував дека ќе се соочам со казната штом ќе се вратам, веќе го имав прифатено неизбежното. Сигурно нема да ми биде прв пат, а најверојатно ниту последен. Се вратив назад во автомобилот, седнав на седиштето и длабоко воздивнав. Фрлив поглед наоколу и дури тогаш увидов дека не сум сам. Мојата најверна партнерка седеше до мене и судејќи по нејзиниот лик, сигурно немаше намера да се стрпи и да ја одложи казната за мојата непослушност.
Го вратив погледот назад. Рацете почнаа неконтролирано да ми се тресат. Едва од джебот извадив пакетче со магиите препишани од белите мантили и го зедов последното апче од кутијата. Го ставив в уста и го грабнав шишето вода што го најдов во касетата. Кој знае колку време стоело таму, водата беше одвратна и топла, не е ни битно, си ја заврши работата. Решив да поседам 10 минути, да му дадам шанса на апчето да действува и да ја убеди лошотијата да оди дома пред мене. Не дека очекував да ја поништи казната, што сигурно следуваше, се надевав барем на кратко одложување. Барем половина час, колку да стигнам во мојата соба и колку толку да се подготвам за ќотекот што ме чекаше. Чувствував како срцето ми прескокнува, седев и го чекав моментот кога конечно ќе откаже. Се укажуваше на тоа дека конечно ќе застане, ќе замре, ќе попушти пред лошотијата што седеше до мене. Не можам да дишам, ќе се задушам, ќе умрам тука на планинава. Помислив да се јавам некому, по кој знае кој пат да побарам помош од некого таму долу во градот во кој животот си врвеше без проблем. Да се јавам некому и да го викнам да ме земе, да ме однесе некаде, да ми најде некаков спас. Се откажав по кратко размислување. Речи си немаше човек што го познавам и на кој не сум му се обратил низ годините, ништо од тоа не помагаше. Само кратко залажување и бегање од реалноста. Ниту еден повик за помош не можеше вистински да ми помогне. По многу години собрав храброст и конечно си го признав тоа себе си. Легнав на задното седиште и ги отворив ширум вратите. Делумно, за да влегува свеж воздух, за кој бев уверен дека ми недостига, а многу повеќе за некој да ме здогледа и да ми помогне. Да ме однесе на безбедно, да се обиде да ги тргне канџите со кои бев прицврстен за тоа седиште. Лежев стуткан и се тресев, неверојатно очаен и ситен, ја трпев казната од мојата најверна партнерка. Не се ни обидував да дадам отпор, единствено се борев да ја задржам свеста и да дишам, да присоберам сила да го преживеам и тоа одвратно искуство. Физичкиот дел беше лесен, на него бев веќе навикнат. Она неподносливото беа отровните мисли што ги имаше во изобилство. Како стрели ме пробудуваа од сите страни, чувствував дека се претворам во нешто поинакво, занемен, гледав како се повеќе го губам разумот. За цело тоа време кукав и лелекав на цел глас, не толку гласно колку што имав потреба да викнам. Целата работа беше во тоа што ужасно сакав да врескам од дното на душата, на цел глас и без контрола, да испуштам таков крик со кој ќе го извадам од себе сето страдање што мојата најверна партнерка, мојата анксиозност ми го има предизвикано. Сакав да види што постигнала. Сакав да биде горда кога ќе види што има направено од мене. Сакав тоа врескање и тој крик да ја го дадат тоа толку посакувано признание, дека не постои посилен и побрутален противник од неа и никогаш нема ни да постои. Да ја дадам да се изнасмее, да биде среќна, без грам достоинство и чест, да клекнам пред неа и да ја го дадам тоа задоволство. Да го кажам на глас тоа што упорно го избегнував. Ти признавам лошотија, ти нема рамен, еве на глас ти признавам. Поцврста си и од најсилниот челик, позлобна и од ѓаволот лично, ќотекот од тебе боли, ужасно боли. Нема зло на светов што ти е рамно, ти признавам без трошка сомнеш во себе. Ке помине, издржи. 10 минути помина, а мора да помине.
Кога и да сум се обратил за помош во контекст на паничните напади, ми го кажуваа истото. Најлошиот дел, тој од вратниот, трае не повеќе од 10 минути. Ме советуваа да се фокусирам на тие мигови, таму да ја насочам силата. Го имав искусено многу пати и на вистина најчесто по 10 на минути интензитетот полека опаѓаше. Тоа единствено ми даваше некаква надеж дека се гледа крајот и дека цела оваа епизода нема да трае кој знае колку долго. Барем и овој пат не важеше истото. Поминаа 10 минути, 15, па и половина час. Не поминуваше. Не можев ни да ги препознаам одделно сите симптоми што ми ги парализираа телото и умот. Можев да почувствувам се, буквално се, и се уште не можам да решам што болеше најмногу од цел тој список на гнасоти, што ми паѓаше најтешко. Не се сеќавам на тоа што следуваше, до ден денес имам дупка во сеќавањето од тие моменти. Најверојатно сум ја изгубил свеста од интензитетот на паничниот напад со кој се соочив, а можно е и наеднаш да дејствувале сите апчиња што ги проголтав во тие неколку часови. Знам само дека кога ги отворив очите, се чувствував сосема поинаку, немав сила ниту да се помрднам. Вегетирав, мрдав лево-десно со очите, се чувствував како да сум врзан со 10 тешки синџири. Лежејќи низ отворената врата од автомобилот, полузамижен ги наблюдував луѓето што поминуваа по улицата. Претежно млади момци и девојки, отпуштени и насмејани, безгрижно трчаат или ги туркаат своите велосипеди. Едните одаја нагоре, другите полека се симнуваа кон пониските делови за таму да одморат и да се сладат со чистиот воздух, кој речиси го немаше долу во градската џунгла. Млади и стари, насмејани, гласни, безгрижни, задоволни. Гледка преубава за гледање. Гледка што вредеше колку злато за мене. Се за што мечтаев 10 години наназад, го гледав пред себе. Убавина во секоја смисла на зборот. Неколку пати го слушнав телефонот како звони, очигледно некој беше многу упорен. Не ни помислував да се јавам, се едно ми беше кое. Не сакав да комуницирам, ама баш со никого. Излегов од автомобилот, зедов една цигара од стутканата кутија, што сум ја имал заборавено во џебот. Ја запалив и се потпрев на хаубата. Се обидував да се дојдам на себе, да ја разбистрам таа маглина што ми стоеше пред очи. Се околу мене имаше чудна боја, лик и мирис. Се беше поинакво, бавно и нереално. Нервозно влечев од цигарата и се обидував да ги поднаместам испотената мајица и косата, која стоеше разбушавена и упорно одбиваше да се врати назад во нормала. Време е да тргнам назад, доволно беше, си помислив. Немаше што да барам повеќе таму горе и јас и мојата најверна партнерка со нашите намуртени лица бевме вишок. Не се вклопувавме во тој убав летен ден и мирна отпуштена атмосфера. Тргнав полека надолу, не брзав никаде, поинакво беше возењето во споредба со тоа од претходно кога доаѓав. По неколку минути подзастанав, од десната страна јас догледав државна болница, се мислев дали да одам повторно на посета кај белите мантили. Сакав да побарам една инекција од нив, да може да дејствува додека возам на кај дома. Така ќе украдев некој час мирен сон, барем малку да одморам од целиот тој хаос што ми се случи дента. Додека размислував, на влезот на болницата, пред мене прелетаа 2 комбиња на брзата помош, кои брзаа да ги однесат кутрите пациенти внатре кај нивните спасители. Овие се за тука, овие се борат за живот. Што ќе бараш ти? Уште ти си им покусо.
Што ќе им речеш овој пат? Последните мои неколку посети во брза помош беа многу поинакви од тие претходно. Тие на кои бев навикнат со години. Сите лекари и целиот персонал од сите 3 смени веќе ме имаа запамтено. Добро им беше познат мојот случај и добив впечаток дека се помалку се ангажираа во тие ситуации во кои навидум полумртов ме внесуваа во нивните ординации. Еднаш дури ми рекоа дека не им работи апаратот за мерење притисок. Следниот пат ме убедуваа дека немаат доволно силни средства за смирување кај себе, па ме испраќаа дома советување дека најлошото поминало и дека ми е потребен само сон. Јас не се противев и веднаш ги напуштав ординациите, меѓутоа никогаш не си одев веднаш дома. Ми беше страв да бидам толку далечен од нив. Се плашев дека ќе изгубам свест, ќе го изгубам разумот, дека ќе доживеам инфаркт или мозочен удар и ќе нема кој да ме спаси. Секогаш, апсолутно секогаш, седнував на клупите во дворот и таму останував по минимум половина час. Дремев сам со себе, потпрен на тие стари дрвени клупи и мечтајќи заминував во некој свој свет. Бев чудно смирен. Помошта беше на неколку чекори од мене. Студот и здодевноста никогаш не ми представуваа проблем. Се ке прифатев, само да не морам да си одам од таму. Тие болниците и дворовите беа рај за мене, просто ги обожавав. Воопшто не ги обвинувам сестрите и лекарите, имаа премногу работа, еден куп пациенти им поминуваа низ раце, сите со реални повреди и тешки состојби. Чекалниците секогаш беа преполни, редиците беа речиси до вратите. Уште јас со мојата разулавена анксиозност им бев потребен таму. По кратко размислување, решив да не одам во болницата, туку да продолжам каде што сум тргнал. Не сакав да бидам здодевен. Во мене вриеа чувства како срам, страв, лутина, разочараност и бес. Ниту едно не ми одеше в прилог. Почнав да им ги замислувам ликовите на докторите, кои повторно ќе ме здогледаат во нивните ординации, размислував за реални и нереални сценарија, кои завршуваа исто, на крајот секогаш бев засрамен, избркан, ситен, слаб. Додека возев, погледна во телефонот, не ме интересираа пропуштените повици, само сакав да видам што вели часовникот. Беше поминато 16 часот, сонцето полека ја губеше силата, стана барем малку попријатно. Како што го одминував центарот на Скопје, како што се приближував до дома, така се повеќе си ја мразев својата соба и се што ме очекува таму. Не бев подготвен да се вратам таму. Светот ми се уриваше. Ништо не беше како што треба. Се сетив на едно место каде што сигурно не планирав да завршам, меѓутоа во тие моменти само таму сакав да бидам. Ви велам место, иако местото воопшто не е битно, битна е личноста која единствено можеше да ме залекува и да ме среди. Ми требаше тетка Урфета, мојата најсилна тетка Фета, како што ја нарекуваа повеќето луѓе. Не сум ви зборувал досега за неа, иако таа се појавува низ целава моја приказна. Намерно го избрав најлошиот ден од мојот живот и нејзината улога таму за најдобро да ви ја опишам. Инаку се видовме 2 дена пред да седнам да го напишам овој дел, ме праша до каде е книгата и ме потсети дека нестрпливо чека да завршам. Ми намигна и ми упати една од незините препознатливи насмевки, една од тие што имаат моги да истераат зло и да внесат мир во душата. И ветив дека за неа ќе има посебно место меѓу овие листови хартија. Сигурен сум дека уште одамна едва и чека да види што ќе напишам за неа.
Тетка Фета ја познавав неколку години. Ја запознав случајно кога нашите две фирми почнаа да соработуваат меѓу себе. Една навидум обична деловна соработка со текот на времето премина во нешто различно и неочекувано. Маките не зближија и не поврзаа. Тетка Фета е борец во секоја смисла на зборот. Борец кој никогаш ја нема наведнато главата низ животот. Борец, иако многу пати ги ставил незината сила и желба за живот на испит. Ме освои со своите приказни искуства, со поддршката што никогаш не пресуши, а најмногу со советите што ми ги даваше, дури и кога мислев дека не ми се потребни. Голем пријател на моето семејство, за мене пример дека никогаш не смеам да се откажам. Втора мајка, каква што можев само да посакам. Враќајќи се одводно се сетив на незиниот ведар лик и на поддршката што никогаш не изостана, очајно ми требаше незиното друштво. Се сетив дека не знам каде точно живее, па се јавив на Недо, незиниот син, кој веднаш почувствува дека нешто не е во ред и на брзина ми објасни каде точно да дојдам. Барајќи низ улиците и меѓу куќите, го здогледав додека го полеваше тревникот, ми се насмевна и ми мафна. Кога ме виде, веднаш ја скрина смевката што му го красеше ликот и доби еден сериозен израз за да одговара на мојот уморен, страшен и тажен израз на лицето. Му се надзираа на ликот сите прашања што во моментот сакаше да ми ги постави, меѓутоа се воздржи и ме покани во дворот. Здраво, Мартин. Ајде, повели. Здраво, Недо. Зјапав надолу во тази искосената трева, додека разменивме по некој збор. Се срамев да не ми ги забележи за црвенетите очи или уште полошо да не пуштам некоја солза пред него. Дома е тетка Фета? Да, одзади е во дворот. Сакав да ја видам, ми требаше нешто. Оди, слободно те чека. Тргнав околу куќата, а Недо остана зад мене и се врати на тоа што го правеше претходно. Ме препушти во рацете на најдобриот психолог што го познавам, најголемиот психијатар за кој ниедна диплома или признание не се потребни и не се доволни. Јас догледав во летната куќичка зад куќата, удобно седната и поднасмејана. Ме гледаше вртејки со главата додека одев кон неа, се смешкаше и ми правеше место да седнам до неа. Се сместив и ја ставив главата меѓу рацете, не изустувајќи ниту збор. Седи тука и не мрдај. Влезе во куќата и ме остави за момент. По некоја минута се појави со бокал свежо исцеден лимон и со две големи стаклени чаши во рацата. Уф, колку беше топло денес, кајде да се освежиме малку. Фрлаше по некој скришен поглед кон мене додека сипуваше од лимунадата во чашите. Како си? Се свртев натаму и молчав. Ја погледнав директно во очи и не мрднав следните неколку секунди. Како да сакав самата да види како сум, колку само сум долу, колку сум потонат во морето од стравови, теории и од паники. Ја гледав и знаев дека очите ќе ја кажат се што треба да знае за хоророт во кој живеев. Пеколот што ми го подготви и го раководеше мојата најверна партнерка. Не си добар. Ах, бре, дете. Не се издржува веќе, многу е тешко. Никој не разбира. Едва изустив со тиво глас, кој на моменти го снемуваше. Во истиот момент почнаа да течат солзи од мене. Ги оставив да излезат од мене, немаше сила што можеше да ги запре.
Не е честа сликата 27 годишно момче или маж да плаче како мало дете, особено не пред друг човек. Посебно на Балканов, особено во ова наше општество каде што веќе никој не говори за чувства и за искрени емоции. Ниедна солза не се спречува да истече, доколку е доволно тешка и насобрана. Едноставно не постои таква сила. Предпоставувам, треба доволно да здоболи, да погоди на вистинско место. Пред тета кафета можев да плачам, пред неа не глумев, пред неа се беше поинаку. Ако така треба сине, исплачи се слободно. Веќе не знам каде да одам, што ми се случува. Се ке се среди. Сега плачи, само плачи, не сопирај се. Цело време ме стискаше за рака, не покажувајќи ништо од тагата што со сигурност ја прифати од мене. Ја разбирам, не смееше и таа да падне. Тој ден завршив токму кај неа дома, бидејќи тетка Фета секогаш беше таа силната, таа што никогаш не паѓа. Во меѓувреме ме остави сам на неколку минути и влезе во куќата. Им се јавила на моите да им каже дека сум кај неа дома и дека сум на сигурно. Сигурно многу се грижеле, бидејќи немаа поим каде сум цел ден. Ниту знаев каде ми е телефонот, ниту ме интересираше кој се обидел да ме добие. Како си сега, ти олесни ли барем малку? Да, се смирив. Немав каде да одам, сакав пак во болница, ама и таму веќе не можат да ми помогнат. Добро што си дошол, паметно си направил. Дури тогаш се свртев наоколу и почнав да дишам нормално. Се чувствував посигурно, се стабилизирав. Сакаш да јадеш нешто, а сигурно немаш јадено цел ден. Не, во рете, не сум гладен. Напи се од лимонадата, ајде ке те освежи. Најубавата лимонада што сум ја пиел во животот без конкуренција. Останав кај тета Фета уште 2 часа. Зборувавме брутално искрено, ме сослуша и ме посоветува. Смирено и утешувачки, полна трпение, ме потсети на тие работи што ги имам заборавено. Работи што на вистина вредат во животот. Се обидуваше да ме разбере докрај, направи напор да го почувствува тоа што мене ме уништуваше со години наназад. Опфативме буквално се, од магии и клетви па до ментално здравје и напредна психологија. Дај си време. Не обидувај се да разбереш се веднаш. Повторуваше неколку пати тетка Фета, сакаше да ме натера да размислувам поинаку, сакаше да ме увери дека ништо не е готово, дека сум се уште млад и дека работите ќе се променат. Ми го даде токму тоа што очајно ми требаше во тие моменти. Ми понуди и да останам во незиниот дом на некое време, меѓутоа и одговорив дека се чувствувам подготвен за да се вратам дома. Беше околу 20 часот, пред стемнување. Се поздравив, се заблагодарив за гостопримството и за поддршката и влегов во автомобилот. Тргнав на кај дома, намерно возев полека, на радио одеше пријатна и тивка музика. Ги гледав луѓето наоколу, отпуштено, муабетеа по дворовите. Децата трчаа безгрижно наоколу, уживаа во слободата, ниеден страф не им можеше ништо. 10 метри подалеку, потпрени на едно ѕидче, беа собрани неколку млади момци. Еден од нив стоеше во средина и нешто објаснуваше, мавтајки со рацете, а другите го слушаа и хистерично се смееа. Поминував низ местото каде што сите генерации уживаа во соседството, секој со својата генерација, секој со своите најблиски, беа вистински слободни, не беа заложници на никаков страф, не беа зауздани од никој и од ништо. Ова го сакам, ништо повеќе. Многу ли барам? По кој знае кој пат уживав во туѓата среќа,
ме исполнуваат тугите моменти полни со слобода и со едноставност, полни со живот. Се замислував на нивно место, фантазирав и мечтаев за тоа што го имаат тие, за тие ситни работи што го прават животот вистински вреден. Низ глава ми се вртеше единственото прашање на кое немав одговор. Низ глава полудено беснееше најважното нешто, насловот на оваа моја приказна преточена на листови бела хартија. Зошто јас? Зошто токму јас? Не отидов веднаш дома, застанав на игралиштето во близина. Имаше две групи што играа малски баскет, околу 30 луѓе од сите генерации, повеќето беа на моја возраст. Играа одличен баскет, беа гласни и растрчани, поразените имаа задача на крајот да купат пиво за сите присутни. Тоа беше непишано правило, тоа беше закон на тоа игралиште, нешто што со години се немаше променето, нешто во што уживав и јас порано. Ме познаваа речиси сите, се изненадија пријатно кога ме здогледаа како се приближувам. Немав отидено на баскет 2-3 години, иако игралиштето ми беше на 100 метри од домот. Ајде, има место, влегувај. Не, момци, играјте, ќе ве погледнам малку. Отидов до чешмата отстрана, ја пикнав главата под студениот млаз и вдишив длабоко неколку пати. Седнав на ѕидчето, покрај нив, го концентрирав погледот на играта што беше во тек. Се обидував да ги разбијам сите гадни мисли што ми го напаѓаа мозокот. Тие што очигледно само привремено се повлекла додека бев во домот на тетка Фета. Кај си бе ти, те снема, не сум те видел 100 години. Чув глас од непосредна близина. Беше тоа мој другар кој во меѓувреме пристигна. Еве, тука сум, да ве видам што правите. Па редно беше, баш те зборевме пред некој ден. Па со работа, со обврски, знаеш како е. Што има? Ајде да излеземе викендов, кафеана или диско, дај да се видиме како што треба. Важи, имам некои планови, ама ќе се договориме. Ниту имав планови, ниту имав обврски, ниту имав желба да одам некаде. Дури ни со човекот со кој сум израснат, човекот што ми е другар уште од градинка. Не постоеше кафеана или диско во кое можев да издржам повеќе од 10 минути. Немав шанси во тие тисканици, гласна музика и милион лоши сценарија. Го излажав свесно, само да не зборуваме за тоа повеќе и да ја смениме темата. Во меѓувреме ми се приближија уште неколку луѓе, паузираа од играта и го искористија моментот да чујат од прва рака каде сум бил и што сум правел во меѓувреме. Им дадов неколку различни одговори, иако го заборавив најточниот од сите нив. Затвор без решетки. Најстрогиот, најголемиот, најизолираниот, најкрвавиот. Наменет за тие што најмногу грешеле, тие што се уште ја немаат заслужено слободата. Таму бев и таму сум. Не знам уште колку ќе останам, не знам зошто сум таму, не знам на крајот каква лекција треба да извлечам. Нормално не им кажав ништо од тоа, ништо од вистината. Ниту можеа да разберат, ниту нешто ќе се променеше, ниту нешто ќе им се разјаснеше. Место вистината искомбинирав 2-3 добро смислени лаги и престанавме да зборуваме на таа тема. Поседов уште 15 минути и повторно, што побргу, морав да бегам од таму. Почна повторно да работи грутката во грлото, комбинирана со неколку чудни силни тахикардии, па решив да се повлечам и да тргнам дома. Им реков едно чао, оддалеку и влегов во автомобилот. Надвор беше темно, а и за некој степен постудено. Шанса да се одмори од скопскиот пекол во тој јулски ден, кој ви го раскажувам, најодвратниот ден во мојот живот. Моите не ме видоа дома кога пристигнав.
На брзина влегов дома и отидов да се истуширам. Во тоа време дури и туширањето ми беше проблем, не можев да ги затворам очите бидејќи истиот момент настапуваше паника на сцена. Штом ќе замижев, веднаш се губев во просторот, не ја чувствував земјата под себе. Затоа, целиот тој процес го сведував на неколку кратки минути без простор за релаксација или уживање. На брзина завршив со туширањето, малку се подзасушив и легнав. Овој пат на двоседот во дневната решив да не се заклучувам в соба. Сакав да се вртат луѓе околу мене, ме фаќаше некоја дремка. Прв пат почувствував дека можеби и веќе никогаш нема да се разбудам. Не знам дали тоа беше мојата анксиозност или моја желба, ама знам дека силно ја чувствував, бев прилично сигурен дека тука завршува моето. Конечно, се соочив со таа пуста реалност, го развеав белото знаме и си го признав поразот. Мартин, спиеш ли? Не, зошто? Татко ми внимателно ми се приближи, очигледно имаше нешто важно да ми каже, знаев дека инаку не би ме будал. Кај ти е телефонот, ке те побараат за кратко? Кој? Некој другар на братучет ти, не го знам, сакал да зборува со тебе. Не кажав ништо, само се покрив и се свртев на другата страна. Сакав да се вратам на тоа што го правев претходно. Сакав да заспиам и да ја избегам на мојата најверна партнерка, која цело време одзади силно ме гушкаше. Ги притискав капаците од очите надолу, се преправав, се обидував да ја измамам дека спијам, за конечно да престани да се тргне од мене. Тој очаен обид ми го прекина телефонот кој во тие моменти задзвони. Видов дека бројот е непознат, тогаш се сетив на муабетот на татко ми. Ало, Мартин ли е тоа? Да, јас сум. На телефон е еден другар на братучетти, не се познаваме лично. Имаше длабок и специфичен глас, се чинеше многу стабилно и мокно. Да, знам, ми спомна татко ми пред малку. Како си? Ах, тоа прашање, тоа одвратно прашање. Каков одговор да му дадам на човек што прв пат го слушам? Пак ли да измислувам, пак ли да се правам луд? Знаеш ли, човеку, што ме прашуваш? Сега ли најде со тоа прашање да ме дотепаш? Добар сум. Аха, сигурно ли си добар? Не сум, те излажав. Знаев дека му е јасно уште на почетокот, не знам зошто се обидов да го лажам, најверојатно по навика. Во ред, така и ми кажа, јас ке зборувам директно и отворено, ти слушај ме внимателно. Не ми е грижа, иако те здоболи уште повеќе, не ми е грижа, иако имаш напади додека ме слушаш. Јас моето ќе ти го кажам, а другиот дел зависи само од тебе. Не му возвратив ништо. Што можев да му кажам по таков самоуверен настап? Што ли се замислува? Од каде излезе сега овој дрзок тугинец со тој свој авторитативен глас кој се слуша еднаш и веќе никогаш не се заборава? Кажи ми само нешто, потврди ми. Анксиозен си, имаш панични напади и пиеш силна терапија. Имам право? Да, и многу ми е лошо, готов сум. Аха, викаш готов си. Да. Јас бев како тебе. 9 години бев готов. 9 години лежев в кревет, плачејки и чекајки да умрам. Ама како што гледаш, не умрев. Да, ама се пробав, нема спас од ова. Навистина? Викаш нема спас, а? Го покачи тонот, почувствував мала нервоза во неговиот глас, ама не му се лутав. Знаев дека свесно го избра најдобриот можен пристап кон мене и мојата грда приказна. Не сваќај ме погрешно. Ти благодарам што сакаш да ми помогнеш, ама мојот случај е нешто друго. Мојата приказна е поинаква. Аха, поинаква викаш. Подготвен ли си да се обидеш со нешто сосема поинакво, нешто на што досега не си ни помислил? На што поточно мислиш? Ке ти кажам. Ама да те предупредам веднаш.
Ке треба уште од денеска да се прибереш и да престанеш да се сожалуваш. И ке треба да работиш на себе и да бидеш храбар, многу храбар. Ме доби со тие зборови, ме доби. Од старт ме заинтересира, меѓутоа со последниот муабет ме освои и ми ја придоби довербата. Сакам, што и да е, немам друго, се ќе направам. Разговорот траеше уште половина час, брутално искрен, реален и точен. Без непотребно глумење, без правење лице и без влакна на јазик. Муабет од душа, подавање рака таму каде што е најпотребно. Хуманост и човечност, двајца мажи што не се познаваат и најверојатно никогаш нема да се запознаат. Неколку подзаборавени вистини, кои ставени на куп заедно вредат повеќе од најблескавото злато. Еден разговор таа вечер, еден разговор до денес, нема потреба од втор. Ти благодарам, голем човеку, за лекцијата. Ти успеа, биди горд на себе. Знам дека ви интересира што точно зборувавме, стрпете се, ќе дојде време и за тоа. Сега ќе се вратам на моментот кога го завршивме разговорот. Ќе се вратам на најлошиот ден во мојот живот. Немам уште многу, само сакам да го доживеете вистински и да се почувствувате во моја кожа, да се соживеете со ова што ви го кажувам. Круцијално е да сте блиску до мене во овие моменти. Некаде на половина од разговорот излегов во дворот. Излегов за да можам да зборувам искрено и никој да не го слушне тоа, што имам да го кажам. Ми беше страв да не се расплачам или да не паничам, не сакав да ме гледаат таков повторно, уште тоа им требаше. Додека зборував, одев по права линија низ двор, 10 метри во една насока и пак назад. Не знам колку пати така, како програмиран, како робот. Откако му се заблагодарив и му ветив некои работи, го ставив телефонот в джеп и седнав на земја. Испушив 2 цигари, една по друга, не знаев каде сум, изгубено зјапав нагоре. Не знам во што точно, не знам дали се концентрирав на нешто посебно, меѓутоа знам дека чувството беше поинакво од се што сум почувствувал дотогаш. Ме извади од кожа разговорот што заврши пред некоја минута. Секој збор го имав меморирано во себе. Го анализирав и повторував од почеток до крај. Што беше ова, човеку? Од каде сега ова? Дента преживеав пекол, дента паднав на колена, го допрев и дното. И покрај тоа почувствував нешто чудно на лицето, поинакво и ново, нешто што имав заборавено како изгледа. Се поднасмеав, онака малку и речиси незабележително, ама се насмеав. На цела мака најубавата награда. Блед зрак, светлина во далечината, светлина на крајот на тунелот. Ми дојде само од себе. Ми дојде како нарачано и ми беше многу пријатно. Меѓутоа, траеше кратко. Недоволно. Во моментот кога се сетив на последиците, на брзина ја вратив сериозноста и изморениот лик што ги носев последните 10 години. Логично и паметно, најмалку ми требаше уште еден паничен испад и жесток напад изразен преку дузина црни мисли таа вечер. Тешко ми одеше тоа, како некој насила да ми ги тегнеше образите настрана и вешто си поигруваше со мене. Се борев со себе да не се насмеам, буквално колку и чудно да ви звучи ова. Ви текнува на она атмосфера при некои настани каде што морате да бидете сериозни, а не можете да се приберете, бидејќи се што ви бара душата е да се изнасмеете. Сетете се на средношколските денови и на часовите кај вашите најстроги професори. Сигурно ви се случило, знам дека ме разбирате. Така се чувствував. Баш така. Колку и да е чудно или нелогично. Се свртев наоколу, перчејки се, горд на својот лик и на таа крива линија што ја имав на него. Не сум бил сам цело тоа време. Зад мене, на скалите,
со сета своја грациозност и раскош, со сиот свој арсенал на располагање, седеше таа. Претпоставувате веќе за кого се работи. Изгледаше поголема и посилна од претходно, како во меѓувреме повторно да нараснала и да зајакнала, ако е тоа воопшто можно. Мојата најверна партнерка седеше веднаш до мене, блескаше како никогаш дотогаш. Го достигнала врвот, силна, посилна од кога ја познавам. Какво самоуметничко дело имав пред себе, каков самоидеален приказ на моќ и неискажлива нереална убавина. А јас? Уморен, ситен, претепан. Неколку секунди издржав со сериозниот, тажен и мизерен лик, толку само, не можев да издржам повеќе. Па почнав да се смеам, налет цело криење и воздржување. Зјапав директно во незините очи и се смеев, уживав, преубаво беше. Не ми паѓаше на ум да престанам. Ме гледаше директно во очи, со тој поглед што моментно наежува, поглед што никогаш дотогаш не успеав да го прочитам. Ми се чудеше, па ги поткрена вегите и ми врати со насмевка со иста мера. Не беше како тие од претходно, кои беа најава за непроспиени пеколни ноќи и одвратни панични напади. Ова беше нешто поинакво, дотогаш невидено. Почувствував топлина во незината насмевка, се смешкаше и кимаше со главата, претпоставував во знак на некакво одобрување. Остана со мене неколку минути и тргна некаде со бавен чекор. Вдишив длабоко, ништо не ми беше. Грудката во грлото ја немаше, не се препотував, ништо не ме болеше. Секоја мисла што ми се вртеше низ главата беше чиста и лесна, ништо не најавуваше дека нешто лошо ќе ми се случи во остатокот од денот. Напротив, со нетрпение и радост го очекував. Направи неколку чекори и се врати. Толку блиску никогаш не ми се приближила. По прв пат ја почувствува вистински. Беше толку реална. Кожата ми се наежи од помислата дека можеби ќе ме допре, дека ќе ја почувствувам. Застана над мене и ми упати уште една пријатна насмевка за крај. Уште една од тие чудните, поинаквите, една од тие најтоплите. Ме погали по косата, длабоко воздивна и ми намигна. И повторно немаше никаква казна. Ништо лошо не ми се случи. Ниту бев анксиозен, ниту имаше знаци за пеколен паничен напад. Немаше никаква игра во заднина, го добив најтоплото милување од кога знам за себе. Неспоредливо со ништо дотогаш. Толку, ете толку, ништо повеќе. Што ли ова сега, што треба да значи ова? Го фиксирав погледот на неа, додека полека се оддалечуваше, не вртејки се назад, не обрнувајќи внимание на мојот крајно збунет лик. Чекор по чекор, бавно и сигурно се губеше во темнината. Почувствував желба да ја повикам назад, уште малку да поседи со мене, да ми каже барем нешто, да ми каже какво такво објаснување за целата таа ерупција на измешани емоции што ја чувствува во себе, за сето тоа што го видоа моите очи таа вечер. Додека размислував и се охрабрував да ја повикам, неа ја снема. Отида некаде, си замина, ми се изгуби од пред очи. Останав сам. Секој мускул од моето згрчено и степано тело, полно со лузни и со рани, се отпушти до таа мера што имав чувство дека речиси и немам контрола врз себе. Се чувствував уморно и исцрпено како никогаш дотогаш. Ми требаа креветот и перницата, ми требаше сон. Долг, вистински сон.
не прекинат од никој и од ништо. Сон, каков што не сум почувствувал 10 години. Гладот и жетта, што наеднаш ме совладаа, можеа да почекаат. Сакав да оставам се настрана и да се препуштам на сонот. Да заминам на некое друго место. Ми остана само една работа за вечерта. Една многу важна работа која не смееше да чека. Отидов до својата соба и се пуштив во потрага. Ја прегледав секоја фиока и полица, погледнав во секоја ќоша. Го земав со себе секоја апче што го пронедов, секоја преостаната магија препишана од моите омилени бели мантили. Отидов до кантата за ѓубре, ги погледнав последен пат и ги фрлив сите наеднаш. Во истиот момент знаев дека тоа е збогум, дека веќе никогаш нема да ми биде потребна магијата што тие мали чуда ми ја нудеа со години. Се чувствував чудно, ги гледав фрлени во кантата и ниту ги мразев, ниту ги сакав. Ми беше сеедно. Само им се заблагодарив, искрено и од срце, баш како за последно видување. Само татко ми доби една табла хелекс од мене. Сега се сетив на тој дел. Паметам, му реков да ги скрие некаде и да ги чува. Му ги доверив и му реков дека му оставам обврска да ми понуди само доколку нема избор и доколку претходно ги исцрпи сите опции. Се согласи и ги скри. Никогаш не ни помислив да му побарам едно од нив. Кој знае, може и се уште ги чува кај себе. Им посакав добра ноќ на присутните дома и се повлеков во собата. Легнав. Додека сонот полека ме обземаше, гледав низ прозорецот. Ноќта беше мирна и тивка. Месечината полна. Дишев спокојно како никогаш дотогаш. Фрлив поглед низ собата за последен пат. Мојата најверна партнерка ја немаше. Сакав да ја видам повторно. Не можев да ја извадам од глава. Отишла некаде, се чини, оваа ноќ ќе ја поминам сам. Само да се наспијам, утре е нов ден. Ке размислам за се од почеток, само малку да одморам. Само да се наспијам. Душава да здивне малку. 14. јули 2017 година. Најлошиот ден во мојот живот. Најлошиот, а истовремено и најубавиот. Сега знам, не би го менувал ни за 1000 други. Го читаме последното делче, 14-тото од првиот дел. Простете ми. Сега е добро време да ви се извинам. Простете ми ако претходниве 100 страници предизвикаа болка кај вас. Простете ми ако ве соборив. Простете ми ако ви отворив стари рани. Морав. Свесно го направив тоа. Немаше друг начин. Уште кога решив да го направам ова, од моментот кога решив да напишам книга во која ќе ви го дадам својот живот, бев свесен дека ќе нема простор за тактизирање и за глума. Размислував многу дали да ви кажам се, дали да се соголам докрај пред вас. Знаев дека некому ќе направам полошо, ама знам дека ова е исправниот начин. Како поинаку да ви помогнам, како поинаку да ме разберете, како поинаку да ја предизвикам и кај вас таа искра што ви е ужасно потребна. Не можев поинаку. Ова е единствениот начин. Сега знаете дека сум бил долу, дека сум ползал, дека сум се влечал по земја. Сега можете да си дозволите да ме погледнете како еден од вас. Сега можете да бидете сигурни во мене. Пред неколку денови ми испратија порака за поддршка една од многуте на кои сум горд. Една личност што ја знам од неодамна, иако сме биле во непосредна близина со години. Голема, храбра и силна девојка, за која ми е особено криво што судбините не ни се испреплеле некаде во минатото.
Ми рече дека сум роден со мисија. Ме увери дека сум поинаков и дека можам да ви помогнам. Ме потсети дека нема бегање од патот и дека оваа книга мора да се објави. Инсистираше на тоа дека вистински можам да променам нешто. Сите тие убавини што ми ги изнакажа, ги збогати со една слика што ми ја испрати, најубавата што ми ја посветил некој. На неа човек од дамнина со волча глава на себе. Држи перо во раката, пред него ништо освен лист хартија. Седи сам во темнината и завива на месечината што му го осветлува тоа што го ставил на хартија. Не се гледа што напишал на листот. Не се гледа ништо, ама и без тоа е јасно. Напишал вистини, се соголил, оставил душа на хартија. Таа ме видела токму мене на сликата и несебично го сподели тоа. И таа ќе се насмее од срце читајќи го ова, сигурен сум. Го погоди вистинскиот момент, дополнително ме охрабри. Ме вивна до небо и иако раката ме боли од пишување и во моментов гледам двојно, нема да престанам. Јас уживав во ова што го правам, а по такви зборови сум незапирлив. Нема сила што сега може да ме запре да си ја остварам мисијата. Едноставно не постои таква. И на крајот ќе помогне, на крајот ќе вреди. Ќе ја прочитате книгава и ќе блескате. Ќе ја завршите со најскапоцениот мир во душа и со насмевка на себе. И тоа го знам. Не морам да чекам за да добијам потврда. Во тоа сум сигурен. Тука завршува првиот дел, по неубавиот. Тука завршуваат деновите полни маки, тука завршува пеколот. Ова беше делот што боли. Парчето од приказната што пече. Овие претходни страници се дел од мојот живот. Нераскинлив дел од тоа што сум денес. За нив ќе зборувам на глас секогаш. Ќе ги споделам со секого. Немам намера да молчам за тоа. Следува нешто поинакво? Следува тоа вистински важното. Следува животната лекција. Следува тоа што најлошиот ден од мојот живот го направи и најубав. Тоа следува во следното видео.